интересен разговор ќе следи. Зирнавте за момент, да, го видовте во кадар нашиот следен гостин. Но не знаете за што се работи. Се работи за најстариот регистриран автомобил во Македонија. Гостин во студиото е Стефан Ѓорчев, кој што е собственик на Фијат Балила, автомобил кој што е произведен 1932 година. Стефан е од Свети Николе и ова утро дојде со Балилата од Свети Николе. Како патуваше, Стефан? Добро утро. Па вака, мислам, може и по самата облека да видите како сум патувал, бидејќи не сум во кошула или некој нормално парче облека за на телевизија и под ова носам нормално под кошула која што е за скијање. Активен веж за скијање, бидејќи внатре многу, што се вели, фура, или како да кажам, дува внатре. Прска ли од водата кога вози? Од дождот сега под стаклото ветробранско има еден канал кој што е наменет за одводнување, меѓутоа тој канал функционира за одводнување само кога возилото стои во место, а кога возиш целата таа вода од тој канал влегува внатре. Затоа мора да се носи и тој активен веш да биде водоотпорен. Вистински предизвик е да се вози добро. Најстарото возило од 1932 година и го гледаме како изгледа на фотографиите. Стефан, зошто го чуваш? Па, јас го купив за да го чувам. Зошто? Која е таа љубов, која е таа желба, мотив? Не знам како да ви кажам, јас уште од мојата некаде 16-17 година почнав прво со едно возило, тоа беше еден Варбург од баба ми и дедо ми. Не сакајќи. Да, и тој го реставрирав. Го наследив? Да, уште бев средношколец, го реставрирав тој Варбург, потоа кога положив, купив уште еден Мерцедес 123 и тука почна таа некоја најверојатно, како да кажам, болест. И Балилата влезе како 300 возило. Немој болест, таа позитивна болест. Завист. Да, меѓутоа Балилата влезе како 300 возило во целата таа збирка, а после неа дојде уште 4-5. Уф. Ќе се пресметаме за средствата, ќе се пресметаме. Каде ги чуваш? Па имам вака голем еден простор таму, значи во Свети Николе на Славјански универзитет, ги користам хангарите таму кои што се празни. Тие моментално веќе се спремаат и да бидат училници за некое време. Меѓутоа се уште има простори каде можат да се чуваат возилата. Можете секој ден сум таму, можете да дојдете да ме посетите и да ги видите возилата. Па добро, како живееш ако си по цел ден со возилата? Што работиш? Па не работам со возилата, мислам, работам нормално на универзитетот, возилата само ги чувам таму. Навечер времето не го трошам, например, многу по излегувања по такви работи. Мислам, во секој случај сите тие гужви, сите тие урбани работи мене ме нервираат, си се нормално затворам во гаражата, работам. Меѓутоа морам да кажам дека еве за оваа Балилата, за неа имав и мајстор дури од Куманово, пријател мој, кој што одскоро е во пензија и сега има време, па тој работи малку повеќе од мене. Добро, колкав е предизвикот да се одржува едно вакво возило во оригиналната состојба, затоа што само така ја има вистинската вредност? Па не е точно дека само така има вистинската вредност, јас ќе ви кажам... Така барем мислиме ние однадвор, кои што не сме колекционери. Да, меѓутоа така мислите рационално кога размислувате на таа тема, а подсвесно размислувате другачие, мислам сите луѓе размислуваат другачие. Ќе кажам и зошто. Еве мојата Балила се уште не е офарбана, например, се уште не е реставрирана лимариски. Таа е само доведена во возна состојба и технички исправна состојба. Има оригиналната боја? Не е оригиналната боја, меѓутоа е префарбано пред 25 години и тоа е работена да биде музејски експонат, не да биде за возење. Меѓутоа, после некој период веќе се појавува каде што таа останува во некој двор да стои, а јас ја земав од еден подрум од господинот Стеван Милошевски Атракција, познат автомобилист во Македонија, и таа Балила е позната во Македонија. Пред се е позната по тоа што таа е, да кажам, единствен жив актер од филмот Мирно лето. Бидејќи само таа, за жал, има доживеано до ден денешен и мислам дека ќе живее и понатаму. Каква легенда? Таков Фијат, туку е токму тој Фијат кој што е користен за филмот Мирно лето. Стефан, го спомена твојот мајстор од Куманово, кој што сега е во пензија, малку повеќе може да се посвети, но освен на него, кому го доверувате одржувањето? И ќе ве прашам слободно,
многу ли чини одржување на ваков автомобил? Па зависи. Сега, например, има овие што се олдтаймерџиите, како да ги кажам, кои што и не се сите по мене олдтаймерџи, бидејќи они ги купуваат возилата, ги реставрираат, што викате вие, со бојата оригинална да била, или, например, сега нијансата да била оригинал, не знам, ова штрафче да било поцинкувано во жолт цинк, било фабрички, морало да биде и сега во жолт цинк. Ма ништо од тоа не мора. Еве ќе ви кажам, балилата е таква каква што е, рđава, закрпена е, нема дупки ниту во патос, ниту никаде. Меѓутоа е целата така, ние во Свети Николе велиме офуцана. Значи, и пак да кажам, е сосема добро, бидејќи луѓето кога ќе ја видат не ме прашуваат од кој бренд е фарбата, а шо нијанса е, дали од Априлија, од Ферари, од Сузуки. Не, сите, ќе треба да се офарба, ама у принцип сите прашуваат што возила. И мислам дека таквите возила треба се почесто да се гледаат на улица, а не да стојат во некои гаражи затворени на тепих. За оваа тема, дека возилата треба да се гледаат на улица и дали може да се гледаат на улица, го вклучуваме Мартин Николовски, кој што е заедно со Гоце Андреевски, портпаролот на МВР ова утро. Заедно се на терен, па ги прашуваме еве од студиото дали олдтаймерите може да се возат по градските улици, какви се процедурите, прописите. Мартин, повели, имаш минути. Благодарам, Бранко. Утро во екипата на Македонија наутро се наоѓа во Министерството за внатрешни работи, а наш гостин е портпаролот на МВР Гоце Андреевски. Гоце, добре дојдовте во Македонија наутро. Нашето прво прашање е дали како може да се регистрираат старите автомобили и кои услови треба да ги исполнуваат истите за регистрација? Мартин, добро утро за вас, добро утро за целата екипа што ја реализира утринската програма на Македонската радиотелевизија. Поздрав до гледачите на јавниот сервис и секако драго ми е што сум дел од утринската емисија. Што се однесува за вашето прашање, одговорот за тебе, Мартино, и за гледачите доаѓа токму од Законот за возила, кој што е јасен кога станува збор за старите возила. Сите патнички моторни возила, независно од датумот на производство, подлежат на законските норми кои што се пропишани во овој закон, во Законот за возила. Ќе дозволите и да извадам одредени цитати кои што се значени и за вас и за оние кои што они граѓани кои што ги интересира оваа тема. Имено согласно посочениот закон и начините и постапките за регистрација на возило, истите се прецизно нормирани во членовите 26, 27, 28, 29, 30 и 31, при што во членот 31 се дадени деталните услови за регистрација на возилото, од поднесување на барање, преку доставување на писмени докази за потеклото на возилото, за собственоста на возилото, за регулирани царински и даночни обврски за возилото, што е исто така многу значаен момент, заедно со потврда за сообразност или согласност за регистрација, ако се работи за возило за кое треба да има таква потврда, или согласно со одредбите од законот. Потврда се разбира за техничка исправност од лиценциран технички преглед и останати потребни документи, како што се меѓу останатите и платени такси, осигурување на доместоци за јавни патишта, како и за заштита на животната средина и друго. Секако по однос на она што значи стари возила, во предмалку цитираниот закон е предвиден и статус за возило со историска вредност, односно така наречени олдтаймери. Така, кога сме веќе кај олдтаймерите, кои возила спаѓаат во оваа категорија и дали истите може да се управуваат на улиците низ градови? Да, и за ова повторно имаме делови кои што се од Законот за возила. Во членот 25 од Законот за возила во став 1 се вели дека физичко или правно лице кое сака да регистрира, односно да започне да употребува возило со историска вредност, до правното лице за технички преглед поднесува барање за доделување на статус за возило со историска вредност или така наречен олдтаймер. По извршена идентификација на возилото, правното лице за технички преглед доделува статус на возило со историска вредност, олдтаймер, на возило за кое утврдува дека ги исполнува сите критериуми од ставот 2 на овој член, како и критериумите утврдени со прописите донесени врз основа на
овој закон. Согласно ставот 2 од истиот член, статус на возило со историска вредност, олтајмер, се доделува на возило кое е постаро, ни помалку ни повеќе, туку од 35 години, кое е зачувано и технички одржано, како и сообразено со оригиналниот конструкцијски состав и форма, а заради своите историски и технички значења не се употребува во секојдневниот превоз. Се разбира и овие возила може да се употребуваат, но кога станува збор за вакви историски возила кои што се така наречени олтајмери, истите може да ги нарекуваме и музејски, така што оние кои што се во функција, се разбира, може да се употребуваат, а оние кои што не, имаат историска вредност. Така, ретко ги гледаме на улиците, но навистина се убави кога ќе ги забележиме по сообраќајниците. Кога станува зборка и сообраќајот, МВР често спроведува и превентивни активности, што во моментов работи МВР? Да, Министерството за внатрешни работи преку текот на целата година, а особено во летниот период од годината, спроведува низа на превентивни мерки, се со цел почитување на сообраќајните правила и прописи, но и намалување на бројот на сообраќајни несреќи. Периодов актуелна е и кампањата Носи кацига, преку која апелираме до оние кои управуваат мотоцикл да при управување да носат заштитна кацига на себе, бидејќи истражувањата покажуваат дека при евентуална сообраќајна несреќа, во голема мерка оние кои што носат заштитна кацига ќе си го спасат сопствениот живот. Апелираме и до родителите да не им дозволуваат на своите деца да управуваат мотоцикл без заштитна кацига и без соодветна документација. Видете, сообраќајната култура е таа која мора да им се вгнезди, да им се вгради на децата уште од најмала возраст, а за тоа најголема одговорност имаат родителите, но и целокупниот воспитно-образовен процес. Се разбира, летниот период беше актуелна кампањата и се уште е Вози одморен, преку која апелираме на секој 3 часа возење да се направи одредена пауза од 10 до 15 на минути. Истражувањата и во овој дел покажуваат дека после 3 часа возење се зголемува заморот и се намалува концентрацијата. Периодов актуелна е кампањата која е насочена и за заштита од кражби, преку која апелираме да граѓаните кога излегуваат на подолг временски период или ги напуштаат своите домови на подолг временски период, задолжително претходно да ги проверат дали добро ги затвориле, значи своите влезни врати од домот, прозорците дали се добро затворени, да не објавуваат, апелираме, фотографии од местата каде што се наоѓаат, бидејќи на тој начин автоматски им даваат сигнал на можните извршители на кражби дека во нивниот дом моментално нема никој дома. Кога сме веќе кај овие превентивни делови во делот на кражбите, би сакал да споменам и одредена статистика или паралела помеѓу месеците јуни-јули 2024 и јуни-јули 2023 имаме намалување на бројот на кражби за ни повеќе ни помалку, туку за 22%. Сето тоа сметаме дека се должи на довербата на граѓаните во полицијата, на она што граѓаните и веруваат на полицијата и ги применуваат советите и апелите кои што ги испраќа Министерството за внатрешни работи, а тие пред малку и ги споменав. Кога сме веќе кај превентивните активности, можеме да споменеме дека периодов е актуелна и кампањата, односно превентивната активност во рамките на Европската недела на мобилност, токму сега е таа. Преку оваа превентивна кампања апелираме до граѓаните да ги користат алтернативните форми на движење, како што е возењето на велосипед и пешачењето, особено возењето на велосипед, бидејќи им се заштедува гориво, оние кои што го возат велосипедот знаат дека многу побрзо ќе стигнат, особено во градските предели, од точка А до точка Б со велосипед, отколку со автомобил, бидејќи може да се заглави нели во сообраќајната гужва. И така натаму. Така, Гоце, за крај на нашиот разговор, МВР упати апел до возачите да ги променат своите возачки дозволи до крајот на месец декември. Тоа значи дека од 1 јануари сите возачи ќе мора да имаат возачки дозволи со новото уставно име на државата. Да, од почетокот на месец септември
Нема повеќе гужви, нема повеќе застој. Сето тоа е веќе минато во управните служби при Министерството за внатрешни работи. Граѓаните кои што ќе појдат да се фотографираат за било кој личен документ, било да станува збор за патна исправа, лична карта, возачка дозвола, истиот ќе може да го добијат во законски предвидениот рок од 15 работни денови. Значи, би сакал да споменам една информација, значи од почетокот кога започна да се менуваат личните документи со новото уставно име од 5.7.2021 па се до сега 19.9.2024 година, бројот на граѓани кои што ги се фотографирале за лични карти е повеќе од 1.400.000. Бројот на граѓани за патни исправи кои што се фотографирале е 1.700.000 и бројот на граѓани кои што се фотографирале за возачки дозволи е 740.000. Апелираме во однос на вашето прашање до граѓаните да појдат и да се фотографираат за возачка дозвола оние кои што имаат возачка дозвола со старото уставно име, бидејќи возачките дозволи со старото уставно име после 1.1.2025 година нема да важат, односно ќе бидат неважечки согласно промените кои што се направени во согласно законските промени. Значи, нема повеќе гужва, апелираме да се појде и да се фотографираат за возачки дозволи, да не чекаме крајниот рок да дојде декември, па да се создава тогаш одредена гужва. Значи, нема гужва, нема застој, граѓаните ги замолуваме да се ги фотографираат. Ухрабрувачки пораки. Гоце, ви благодариме за денешното гостување во Македонија наутро. Јована и Бранко, го слушнавме Гоце Андреевски, портпарол на МВР, за условите како да се регистрираат старите возила, но и олтемерите, но исто така и апелот на Министерството за внатрешни работи возачите да ги променат своите возачки дозволи. Благодариме, Мартин. Благодариме, Мартин. Да. Ние сме во студиото со Стефан Ѓорчев, собственикот на Фиат Балила од 1932 година или Фиат 508, наследникот на 509. Произведено од 32-та до 37-та, 3 брзини, 4 места, 80 км на час максимална брзина, 113.000 примероци околу се произведени. Еден од тие примени на прашањето. Да, еден од тие го има Стефан. Што мислите вие, собствениците на олтајмери, за регистрацијата и за процесот на регистрација? Па вака, пред се за регистрација на тие возила, мислам дека сега има закон во Македонија, фала Богу, и е донесен, меѓутоа тој закон, ќе кажам дека не ни се допаѓа на никому од нас, меѓутоа за тоа не се криви луѓето од МВР или тие кои ги донесуваат тие закони, туку се криви самите олтајмерџи кои што имаат некаква федерација на автомобилизам во Македонија, која што за жал не функционира како што треба. Таа функционира само кога треба пари да земе некој. Тоа е нормално. И ќе кажам дека во тој закон ние плаќаме потполно иста регистрација, каде што во сообраќајната дозвола на возилото пишува дека не е наменето за секојдневна употреба, што е нормално и така. Меѓутоа ќе кажам дека за тие возила, например, пошто има некои колекционери исто како мене, се потребни само едни таблици, нема потреба од повеќе. Може да бидат едни таблици за сите возила. Бидејќи јас можам да возам моментално само едно возило, не можам да возам две. И не дај Боже да можам да патувам со две возила. Тоа значи дека некој ме има поделено на два дела, што значи не сум веќе меѓу живите. Значи, или ви има треба да постојат едни таблици за, например, некој како мене што има 35 возила и да се плаќа осигурањето само еднаш, не да се плаќа 7 пати. И таблицата потоа да се пренесува од возило на возило во зависност од кој се користи, на тоа мислев. Исто така, ние често пати купуваме хаварисани возила, таков случај беше и со Балилата, каде што ме тера прво да го регистрирам возилото на име на претходниот собственик, бидејќи тоа била стара југословенска сообраќајна, па не можело со неа. Потоа земавме еден документ од полиција, па не можело ни со тој документ и на крај испадна да мораме да ја регистрираме прво на име на претходниот собственик, да земеме едни таблици, да ги фрлиме во канта, да си земам таблици во Свети Николе. Тоа се разбира и процедура и чини пари. Тоа е и процедура, не е проблем од колку чини. Исто така имаме возила кои што се нарекуваат напуштени возила, например. Кај мене имам неколку возила кои се без документи, сум ги купил, ти ми биле убави. Меѓутоа, тие возила се останати без документи
починати собственици, па оставински постапки, па починати и тие кои што биле првите наследници, па не сакаат сега возилото, некој го купил пред 28 години, па сум го купил ја после 7 од него. Значи, треба да постои закон и за тие напуштени возила да се легализираат. Да. Јас, Стефан, ќе предложам на толку возила да ти се даде еден простор и да направиш музеј. И да направиш музеј. На концесија, еве предлог. Сакаш Свети Николи или Скопје, каде да бараме? Ние ќе покренеме иницијатива. Ова треба да влезе во музејска поставка. И нека не те делат на два, нека те клонираат, како што кажа Јована. Само кратко, вели, парите не се важни воопшто, љубовта е голема, го забележавме тоа. Колку те почитуваат модерните учесници во сообраќајот, кога ти ќе излезеш, ајде со својата Фијат Балила. Кога сме кај културата е се послаба и послаба, на се пониско и пониско ниво, како да ви кажам, пред 10 години кога возев Варбург, кој што е 74-та, тогаш бил, значи, 40 години стар, сега е 50. Луѓето и отпоздравуваа и на автопат, па кога ќе ме видеа во Србија или, не знам, Маđарска со него дека сум отишол, они, мислам, не да поздравуваа, поготово македонски таблици, кога ќе видеа луѓето. А сега некако возам Балилата, дали пошто личи на тие старите фапови, на тие камионите, кога ќе ја видат така во среќавање? Нервозни? Не, тие ја гледаат, мислат најверојатно дека е некој камион, дека се работи за камиони. Дури кога ќе се доближат до колата, сваќаат дека се работи за обичен автомобил, ама веќе одминуваат така да... А од друга страна и Балилата е малку тешка за возење. Мислам, нема празен ход. Цело време мораш да работиш нешто. Бара вклучување на... Дали се жмигавците ги вклучуваш, па ги исклучуваш. Дали се брзините, дали со меѓугаз се менуваат брзините, 2 пати квачило или со меѓугаз, вака или така. Значи, мислам, процедура е возењето на тоа возило. Но секако ти уживање, Стефан, ти благодариме што успеа денеска да дојдеш и да ни ја раскажеш твојата приказна. Ветуваме доколку се оствари таа музејска поставка, дека ние ќе бидеме првите што ќе ја снима. Ние ќе видиме што ќе покренат иницијативата за филм, за автомобилот од филмот Мирно лето од 61-та првата македонска комедија. Ти благодариме, Стефан, и ти ветуваме дека ќе дојдеме, ќе снимиме нешто и ќе презентираме на јавноста колку автомобили имаш, какви и каква е таа огромна љубов за олтемерите.